Вести на Канал 8. Добар ден. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци се одвива според планираната динамика и може да се очекува градежните работи да завршат до крајот на оваа година. Таков е заклучокот од посетата на комплексот што ја реализираше амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертејада заедно со своите соработници од швајцарската влада, како и со представници од општина Кочани. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води во Кочани се реализира според планираната динамика и сите оперативни објекти се во завршна фаза. Градилиштето кај кочанското село Мојанци, каде што е лоциран комплексот за пречистување, го посети амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертејада, при што на средбата со тимот швајцарски и локални експерти и представници на градежните компании беа представени тековните активности. На средбата присуствуваше и градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев, при што гостите го пренесоа задоволството од тоа како се одвиваат градежните работи. Мене ми е драго што сум денеска повторно во Кочани. Последната посета беше пред 6 месеци. Ме радува што гледам очигледен прогрес во работите на градежните работи на новата пречистителна станица за отпадни води. Очекуваме да градежните работи завршат до крајот на оваа година, а пуштање во оперативност, односно во работа, да биде некаде во средината на идната година. Паралелно со изградбата на пречистителната станица, во завршна фаза е и примарниот фекален колектор со должина од 12 километри. Тој ќе поврзува постојната канализацијска мрежа во Кочани, во населбата Ризари, како и во селата Горни Подлоки и Мојанци. Со реализацијата на проектот, дополнителен бенефит ќе има и за комуналното предпријатие Водовод, кое ќе стопанисува со станицата за пречистување. Задоволни сме од она што го гледаме, задоволни сме од соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање и секако од соработката со општина Кочани. Но покрај градежните работи што тука се одвиваат и кои би требале да бидат завршени до крајот на оваа година, а да се пушти пречистителната станица во работа идното лето 2019, сакам да кажам дека работиме и на зајакнувањето на капацитетите на јавното предпријатие Водовод од Кочани и се обидуваме да го зголемиме нивното знаење, да ги подобриме практиките, а се со цел да можат самото јавно предпријатие да пружи добри услуги за своите граѓани, односно услуги со добар квалитет. Со пречистителната станица ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и од околните рамничарски села со капацитет од 58.000 еквивалент жители. Проектот е со вкупна вредност од 23 милиони швајцарски франци, од кои најголемиот дел е на Швајцарската агенција за развој и соработка СЕКО, а 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Уште едно лице затруено со храна од виница е префрлено на лекување во Штипската болница. Сомневањата се дека труењето е од сендвичарница, зашто над 100 лица во изминатите денови се пожалиле на стомачни болки и повраќање. Продолжува да расте бројот на затруени лица со храна од виница кои се лекуваат на инфективното одделение во болницата во Штип. Во текот на денот, таму е препратено уште едно лице со слични симптоми, како и кај останатите пациенти кои изминатите денови беа хоспитализирани во оваа здравствена установа. Според тврдењата на затруениот, тој претходно консумирал сендвич од дуќан за брза храна, пошто се здобил со силни болки во стомакот проследени со повраќање и диареја. Од Штипската клиничка болница потврдија оти лицето е задржано на лекување и веќе е преземен неопходниот медицински третман со натамошна обсервација на состојбата. Предходно на инфективното одделение беа примени 7 други пациенти, од кои најмладиот е на 13 годишна возраст. По лекарскиот третман, кај нив клиничката слика има подобрувања. За сега се уште не се готови резултатите од испитувањата на примероците од храна и од работните површини во сендвичарницата за која постојат сомневања дека е причинител на труењето. Во меѓувреме, по налог на санитарниот инспектор, таа доби решение за забрана за работа, а од Центарот за јавно здравје во Кочани очекуваат дека податоците од испитувањата треба да пристигнат в среда. Од болницата во Виница пак рекоа дека во текот на викендот повеќе лица се пожалиле на симптоми на труење, при што бројката надминала 100, од кои дел имало и вработени во виничка компанија.
Инаку ова е второ поголемо труење со храна во оваа општина, откако минатата недела 5 лица беа задржани на лекување во Штипската болница, бидејќи се пожалиле дека консумирале производи од сладкарница. Виница е меѓу 30 општини во Македонија каде ќе се реализира проектот унапредување на општинското владење. Истиот е дел од програмата за развој на Обединетите нации UNDP со финансиска подршка од Европската унија. Општина Виница е дел од проектот унапредување на општинското владење, што го спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии и ЗЕЛС со финансиска подршка на Европската унија. Во текот на наредниот период општината ќе работи на подготовка на план за интегриран и инклузивен локален развој, а воедно ќе се спроведе проект кој финансиски ќе биде подржан од страна на UNDP, а ќе се утврди како приоритетен со новиот развоен план во висина од 26.000 евра. Општините кои се дел од проектот се избрани врз основа на реално поставени критериуми до 20.000 жители или пак општина со седиште во село, но и врз основа на подготвеноста на општината да превземе обврски за подготовка на стратешки план, да располага со соодветни административни капацитети и пред се да демонстрира интерес и подготвеност да работи на остварување на поставените цели. Во меѓувреме во општина Виница се спроведува и проектот подобрување на енергетската ефикасност на интернатот во село Блатец за поквалитетен развој на децата со посебни потреби. Проект кој финансиски исто така е подржан од UNDP во висина од 33.750 евра. Земјоделците да извршат подготовка на површините за сеидба на есенски култури, советуваат агрономите. Раната сеидба може да ја спречи и појавата на штетникот забрус, затоа и се препорачува рана сеидба на пченицата и јачменот. Земјоделците кои што планираат да сеат есенски култури пченица и јачмен овој период, крајот на септември и почетокот на октомври, треба да го искористат за подготовка на површините, советуваат агрономите. Препорачуваат есенско ѓубрење со основни ѓубрива. Пред 20 на 30 години, негде старт на есенската сеидба беше 14 септември или Свети Симеон празникот. Меѓутоа со годините тој временски термин се помести, така да земјоделците негде октомври, ноември и декември ја вршат таа активност. Оптимални рокови за сеидба се од 15 октомври до 15 ноември, 20 некаде, меѓутоа тој рок годините наназад се поместува, значи сега веќе би рекол дека е крајот на ноември и декември најголем дел од тоа се врши во тој период. Значи добро е да се извршат квалитетна припрема на површините. Добро е да извршат и есенско ѓубрење на површините со основно ѓубриво, односно тоа се МПК ѓубривата или 315-ка. Со години наназад таа количина од ѓубрива се смалува која што ја користат во површините. Меѓутоа, оние поозбилните производители треба да знаат дека треба барем 50 на килограми МПК ѓубриво по 1 декар да извршат основно ѓубрење. На пазарот постојат повеќе сорти од пшеница кои веќе имаат свое место и кои веќе се пробиле, така да самите производители, зависно од површините кои што ги имат, дали се наводнува, дали не се наводнува, знаат и кои сорти да ги одберат, меѓутоа можете и да се консултират затоа што идат и нови сорти, некои кои што даваат добри резултати, кои што со тек на време се одомаќинуваат, значи добро е да консултираат и стручни лица, луѓето кои што се вработени во земјоделските аптеки. Раната сеидба има своји предности, вели Стојановски, бидејќи зимите знаат да бидат и многу сурови, па со пораната сеидба се зафаќа растението, зазема добра кондиција и подобро ги презимува ниските температури. Друга предност е што при рана сеидба може не помал напад на штетникот забрус, кој добро им е познат на земјоделците, додава Стојановски. Порано површините под пченица и јачмен во Кочанскиот регион беа околу 2000 хектари под пченица и околу 1000 под јачмен. Сега таа бројка во многу е намалена, поради намалениот интерес на земјоделците да ги сеат овие житни култури.
Тактичко показна вежба за евакуација и спасување во случај на пожар се одржа во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Преку симулиран случај на интервенција се спасуваа повредени лица во несреќата. Со симулирање на евакуација и спасување во случај на пожар, Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари ја спроведе планираната тактичко показна вежба. Во соработка со територијалната противпожарна единица Кочани и Општинската организација на Црвен крст, со практична вежба за интервенција, пожарникарите евакуираа повредени лица. Обучени волонтери од Црвен крст Кочани пак укажуваа прва помош на симулирани случаи на повреди. Денес во нашето училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари се одржа показно тактичка вежба за опожарен дел од училиштето, заедно во соработка со противпожарната единица на општина Кочани, како и во соработка со Црвениот крст. Учениците беа претходно известени за оваа вежба, беа запознаени со планот за евакуација, со начинот на излегување при ваква опасност. Успешно изведена е целата вежба со учениците, со помош соработка на Црвениот крст. Овде имаме пример доколку нели некаква незгода се има случајно, на кој начин учениците ќе се запознаат со помошта од Црвениот крст, како и гаснењето на пожар од страна на противпожарната единица при општина Кочани. Вежбата имаше за цел да го подигне нивото на подготвеност на надлежните служби. Ваквите симулации помагаат навремено да се детектираат недостатоците што би се јавиле во случај на реална ситуација и успешно да се отстрануваат. Настанот го следеа и представници од подрачните оделенија на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Крајната оценка е дека вежбата беше успешно спроведена, за што свој придонес дадоа сите вклучени страни. Едукативни предавања за ученици од 7 до 9 оделение започна Центарот за јавно здравје Кочани во соработка со кочанските основни училишта. Темата на предавањата е алкохолизам и пушење, со цел превентивно да се делува против овие пороци. Центарот за јавно здравје Кочани со едукативни предавања на тема алкохолизам и пушење превентивно ќе делува за спречување на пороците на денешницата. Наталија Ивановска и Марија Апостоловска, докторки од Кочанскиот центар за јавно здравје, вршат предавања на учениците од 7 до 9 оделение од основните кочански училишта. Од денеска заедно со колешката Марија Апостоловска држиме предавање на тема алкохолизам и пушење на ученици од 7 до 9 оделение со цел да действуваме превентивно, да им кажеме на младите за негативните ефекти врз здравјето при постигнувањето на овие пороци. Ќе продолжиме, ќе ги офатиме сите училишта во нашиот регион. Децата добро ги прифаќаат предавањата, се надеваме дека ќе делуваме превентивно. Презентацијата направивме доста интересно. Децата се доста едуцирани преку социјалните мрежи, слободно комуницираат со нас, повеќе беше како интерактивна настава, каде што споделувавме искуства, заедно дискутиравме. Во периодот што следува, вакви едукативни предавања се планирани во сите основни училишта во Кочани. Кочанската библиотека Искра и оваа година активно се вклучува во одбележување на неделата на детето. По тој повод ќе бидат реализирани програмите "Јас ги познавам своите права" и книгата "Патува во домот на секое дете". Учесници во програмата се децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Во текот на неделата на детето ќе се реализираат и 5 едукативно-креативни работелници. По повод неделата на детето, со цел да се афирмираат детските права и со цел да се зголеми свесноста кај децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување и нивна активна вклученост во креирањето во културниот живот во заедницата, јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани планира реализација на проект програмата "Јас ги познавам своите права". Учесници во програмата се децата од големите групи кои се вклучени во воспитно-образовната програма на детската градинка Павлина Велјанова.
Со учеството на децата во програмата Јас ги познавам своите права, започнува и реализацијата на програмата Книгата патува во домот на секое дете, која што е со цел да се мотивираат децата дел од своето слободно време да го поминуваат во читање книга и раскажување заеднички со своите родители и блиски, а подоцна своите импресии и заклучоци може да ги постават со цртеж на ликовните материјали кои им се обезбедени од страна на библиотеката. Сите творби од учесниците во програмата ќе бидат поставени на организирана изложба во библиотеката. Јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани и оваа година активно се вклучува во меѓународното одбележување на неделата на детето. По тој повод ќе биде организирана и едукативна работилница со содржина Јас ги познавам своите права и книгата патува во домот на секое дете, која што ќе се реализира на првиот ден во неделата на детето за оваа година, 1 октомври 2018, со почеток во 10:30 часот во просториите на библиотеката. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.